أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со нови 3 ајети од возвишеното суратул Бакара, во кои ајети возвишениот Аллах Азза ва Џелле ни подучува на една голема основа, а тоа е дека оваа вера, наградувањето и казнувањето или дженнетот и джехеннемот не се добива со желби, не се добива со празни желби, туку се добива со иман и со дела. Па затоа едно од својствата и од лажните надежи на евреите било и нивното уверување дека без разлика што и да прават на ова дуња, дека тие ќе бидат спасени од казната во джехеннемот и дека огнот ќе ги допре само кратко време, само неколку дена, а потоа ќе излезат од него и вечно ќе бидат во дженнет. Но тие на што го темелат ова нивно верување, ова нивно убедување? Дали има некакво ветување или некаков доказ од Аллах Азза ва Џел? Сигурно дека немаат. Туку тоа било само нивни празни надежи и самоизмама. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел во 80-тиот ајет вели: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Тие евреите велат: огнот нема да не допира освен неколку дена. Кажи, дали добивте ветување од Аллах Азза ва Џелле за тоа, бидејќи Аллах нема да го прекрши ветувањето свое, ако му има дадено ветување, или за Аллах го кажувате тоа што не го знаете? Велит Ибн Кефир рахимехуллах во коментар на овој курански ајет, возвишениот Аллах Азза ва Џел не известува за она што евреите го пренесувале едни на други и си го тврделе себе си дека огнот ќе ги допре само неколку денови, а потоа ќе бидат спасени од него. Па Аллах Азза ва Џел им возврати на ова нивно тврдење со неговите зборови: дали добивте ветување од Аллах Азза ва Џелле за тоа? Зашто ако постои ветување, ако постои завет, тогаш Аллах субханаху ва таала никогаш не го прекршува својот завет. Но вакво ветување и ваков завет ниту постоел, ниту им бил даден од возвишениот Аллах Азза ва Џел. Тие велет: огнот нема да не допира освен неколку дена. Иако не е битно колку се тие дена, некои од нив, група од евреите, велеле дека тие се 7 дена. Како што пренесува Ибн Аббас радијаллаху ан, дека евреите велеле: овој дуњалук трае 7000 години, по нивно тврдење. Овој дуњалук трае 7000 години, а ние ќе бидеме казнувани во огнот само по 1 ден за секоја 1000 година. Што значи, тие се само 7 одброени денови. И вака имале пусти желби, дека ќе бидат само 7 дена казнети, а потоа ќе бидат вечно во дженнет. Поради тоа, Аллах Азза ва Џелле го објави овој курански ајет. А друга група пак велеле од евреите дека казнувањето нивно ќе биде 40 дена. Исто и ова го пренесува Ибн Аббас радијаллаху анху дека евреите велеле огнот нема да не допре освен 40 ноќи.
40 дена. А овие период од 40 дена беше период на што? Период во кој евреите го обожавае телето. И затоа тие велат дека ќе бидат казнети само 40 дена, а потоа ќе бидат изведени од огнот. Се пренесува од Ебу Хурейра радијаллаху анху дека рекол: кога бил освоен Хајбер, на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем му била подарена овца во која имало отров. А ове кој му да го направи ако не е евреин. И ова овца му ја донела еврејка. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем, Аллах азза ва џелле го заштити и му кажа дека таа овца има отров. Па потоа алейхи салату ва салам рекол на неговите асхаби: соберете ми ги сите евреи што се тука, сите евреи што се во Хајбер. Кога се собрале, им рекол: кој е вашиот татко? Значи, од кај е вашата основа? Па му рекле тој и тој, филан и фалан. Што нормално на прво лажеле. Но пратеникот саллаллаху алейхи ве селем им рекол: на вистина вие лажете и вашиот татко е тој и тој, значи Јакуб алейхи салату ва салам. Тие рекле: ја кажа вистината. Знаат дека вистина зборува Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Потоа им рекол: дали ќе ми ја кажете вистината ако ве прашам нешто? Рекле: да, о Ебул Касим. Ако те излажеме, ти ќе ја препознаеш нашата лага како што ја препозна за нашиот татко. Тогаш пратеникот саллаллаху алейхи ве селем ги прашал кои се жителите на огнот, кои се жителите на џехеннемот. Па видите го одговоров на овие проклети евреи. Му рекле: ние ќе бидеме во него кратко време, само неколку дена, а потоа вие ќе не замените. Што значи тврделе, имале такви пусти желби и надежи дека ќе бидат во џехеннем неколку дена, а потоа ќе бидат изведени од него и на местото нивно ќе влезит Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем со неговиот уммет. Но Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем им рекол: бидете понижени и оддалечени од Аллаховата милост. Се колнам во Аллах, никогаш нема да ве замениме во него. Никогаш нема да ви замениме во џехеннем. Потоа повторно ги прашал: дали ќе ми ја кажете вистината ако ве прашам уште нешто? Му рекле: да. Па рекол: дали ставивте отров во ова овца? Му одговориле: да. А што ве наведе на тоа, што ве натера на тоа? И ги прашал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем, па одговориле: ако си лажго, сакавме да се ослободиме од тебе. А ако си вистински веровесник, тоа нема да ти наштети. Ова е нивната цел, како што е нивната цел и ден денешен. Во овој веродостоен хадис, овие евреи рекле дека ќе останет во огнот кратко време, а потоа вие ќе не замените. Алудирајки на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ве селем и на неговиот уммет. Но овие се само нивни пусти, лажни надежи без никаков доказ. И затоа Аллах азза ва џел ги побил овие нивни зборови. Па велит во овој курански ајет: кажи му Аллахов пратенику, дали вие добивте ветување од Аллах азза ва џелле за тоа, бидејќи Аллах нема да го прекрши ветувањето свое. Но Аллах азза ва џелле не му даде никакво ветување. И потврди како Аллах азза ва џел, така и Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, дека секој еден евреј кој ќе умре на неверство, нема да поверува во Аллах азза ва џел и во Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, дека тој ќе остане вечно во џехеннем и никогаш нема да излезе од него. И било кој неверник, било кој инсан на ова дуња, кој ќе умри со ширк или со куфр и не се покаил ке Аллах азза ва џелле пред да умри, дека тој сигурно ќе остане во џехеннем за секогаш и никогаш нема да излезе од него. Слично
на ове тврдење е во други курански ајат каде што Аллах азза ва џелле велит и рекоа во џеннетот нема да влезе никој освен ако е евреин или христијанин. Значи евреите велеле само евреи ќе влезат во џеннет, а христијаните велеле само христијани ќе влезат во џеннет. Но Аллах азза ва џелле ги поби овие и им возврати и велит тоа се нивни празни надежи без никаков доказ. Затоа велит донесете го вашиот доказ ако ја зборувате вистината. Затоа браќа обврска му на секој еден муслиман да не тврди ништо без да има доказ. И да знаеме дека човекот нема да имат корист освен од оне што ќе го направат и што ќе го заработат, освен од своите дела. И затоа Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем рекол кого неговите дела ќе го забават. Значи нема да има дела доволно за да заслужи џеннет или Аллахова милост, неговото потекло нема да го забрза тоа. Што значи потеклото, богатството, угледот, положбата и празните надежи нема никаква корист да има човекот од ними, ќе му користи само не добро дело што си го направил на оваа дуња. Потоа возвишениот Аллах азза ва џел во 81 и 82 курански ајат велит Бела ман касаба сејијатан ва ахатат бихи хатијату фаулаика асхабун нари хум фиха халидун валлазина аману ва амилу салихати улаика асхабул џеннати хум фиха халидун. Во овие два курански ајати Аллах азза ва џелле објасни која работата со која човек заслужува награда или казна. Па вели Аллах азза ва џел, но не е така. Туку тие што ќе прават лоши дела и гревовите нивни ќе ги обземат од сите нивни страни, тие жители на џехеннемот ќе бидат и во него вечно ќе останат. А тие што ќе веруваат и ќе прават добри дела, тие ќе бидат жители на џеннетот и во него вечно ќе останат. Ибн Каthир рахимехуллаху таала вели: Бела, но не е така. Што значи не е така како што посакуваат и се надеваат овие проклети евреи. А исто така, браќа, не е онака како што се надеваат многу луѓе и многу муслимани денеска, кои се надеваат на џеннет, кои се надеваат на добра награда без да прават дела. Без да му бидат покорни на Аллах азза ва џел, без да му падвет сеџде на Аллах азза ва џел и покрај теа се надеваат на некаков добар исход и добар завршеток. Вистината е дека оној кој прави лоши дела и кој гревовите целосно го опфатиле, односно ќе дојде на судниот ден без да има добро дело. А мој да има некој инсан на ова дуња кој мој да нема нити едно добро дело, дури и да имат, браќа, добри дела. Овој курански ајат, оние кои прават лоши дела се оннесви на ширк, но оние кои ќе умрет со ширк нема да имат таухид при себе си. Дека и да имат добри дела, на судниот ден сите нивни дела ќе пропаднат. И затоа на судниот ден ќе дојдат само со лоши дела, ниту едно добро дело. И ове значи тоа курански ајат дека лошите дела ќе ги опфатат од сите нивни страни, па нивното престојувалиште ќе биде џехеннемот, Аллах да ни сочува од него. А додека тие што ќе веруваат и ќе прават добри дела, тие ќе бидат жители на џеннетот и во него вечно ќе останат. Оние кои веруваат во Аллах азза ва џел, кои го следат на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, прават исправни дела во согласно со неговиот шеријат, тие се жители на џеннетот. Ове значење е слично на збороите на возвишениот Аллах азза ва џел во сурату Ниса. Тоа, тоест џеннетот, не се постигнува според вашите желби, ниту според желбите на следбениците на книгата. Туку тој што ќе прави зло ќе биде казнет за тоа и нема да најде освен Аллах ни заштитник, ни помошник. А тој што прави добри дела, било да е маж или жена, а верник е, ове вториот шарт, а верник е, ќе влезе во џеннетот и нема да му се направи ни најмала неправда, николку дамката на урмината голјушка. Знаеме голјушка во Дурмава дека на незе има две работи. Прво имате едно како фитилче мало, како конец. Второ имат едно како бела обвивка, многу тенка. И трето имате една дамка во самава урма.
Овие три работи Аллах Джелешану како примери кажи во Кур'ан. И свиве три работи се дојдени во Кур'ан кога Аллах Джелешану сака да кажи за некоја најситна работа. Што значи нити толку Аллах Азза ва Джелле нема да направи неправда на никого на судниот ден. Што значи дека спасот не се постигнува со празни желби, со лажни надежи, туку се постигнува со исправно верување и со добри дела. Овие курански ајати, браќа, имаат многу поуки. Од нив прво е дека овие евреи тврдат и верват во ахиретот. И верват дека имат оган, дека има џехеннем и дека има џеннет. Но дали ове нивно вервење или тврдење му користит? Не, заради многу работи од нив е затоа што го негирват на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. И доволно е ове за да биде неверници и за да нема никаков корист од теа што верват во ахиретот. Од поуките од овие курански ајати е дека од особините на овие проклети евреи е да зборуваат за Аллах без ноење. И затоа треба секој еден од нас да се пази да не зборви за Аллах Азза ва Джел, да не зборви за неговите имиња и својства, да не зборви за прописи од халал и харам или било што за Аллаховата вера без илм и без знаење, зашто теа само носит во далалет, а најлошо од све што е својство од овие проклети евреи. Исто така од поуките е дека жителите на џеннетот се оние кои имаат исправен иман и прават добри дела. Што значи најбитно е овие два шартои. Прво, да бидете искрено заради Аллах Азза ва Джел во твоите дела, да не припишуваш никого, и второ, да бидете во склад со суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джел да ни чуват од празни надежи, да ни чуват од празно надевање без иман и без дело. Го молиме на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни олеснит оние дела, да ни дај искреност во ними и да ни упати на правиот пат на шеријатот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, како би имале корист од нашите добри дела. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.